крово почна да се палеме, знаешка, и почнаме да гасеме. Они само што стигнаа, ние го леземе унатре, човекот вај го извадиме. Он сам почна да фрла ков со кофе и вода. Првата локација каде стигнав е вилата на човекот кој е моментално повреден и на кој за среќа животот му е спасен. Човекот покушаваше да ја спаси викендицата и при разговор со него и со господинот кој беше на лице место ми беше потврдено дека од сабајлето од 8 часот до 1 часот немала никаква чур, никаков пожар, значи никаква поврзано со вчерашниот пожар. Пожарот се проширил за неполни 5 минути. Силниот ветер го докарал до самата куќа на човекот. За жал човекот покушал што може сам. Станува збор за една локација која исто така непристапна, отежната со силен ветер. Успеавме во координација со територијалната противпожарна единица, Дирекција за заштита и спасување, Центар за управување со кризи, околните територијални противпожарни единици, доброволните друштва, веднаш да се настапи и излезе на терен со конкретни активности, имајќи во предвид дека имавме загрозени имоти на неколку викендици, но и човечки животи. Моментално се наоѓаме во клиничката болница Штип, разговаравме и го посетивме еден од повредените, кој ни посведочи дека пожарот настанал во растојание од 1 километар од вчерашниот пожар, што има големи индиции дека или е подметнат, или е настанат од некоја друга околност. Пожарот кој што избувна вчера, кој што вчера во ноќните часови беше изгаснат, е различен од оној пожар кој што денес се појави во негова непосредна близина. Според сведоци, двајца сведоци, еден од сведоците и повреденото лице, пожарот избил во близина на неговата викендица, нагло се проширил со силен оган. Теренот е стрмен, лош, има многу сува висока трева, вегетација, грмушки, трње, тежок за движење. Ветрот кој што овде постојано дува дополнително ја влошуваше ситуацијата, но благодарение на одличниот менаџмент на градоначалникот на Штип во текот на вчерашниот и денешниот ден, пожарот со оглед на неговата динамика, јачина, беше релативно брзо изгаснат.